Додека се реши проблемот со личните карти на граѓаните, банките ќе прифаќаат и важечки пасош и потврда од МВР. Надминат е проблемот со користење на услугите и производите на банките и штеделниците од страна на граѓаните на кои што им ја истечена важноста на личната карта. Банкарите велат дека по добиеното мислење, согласно со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам како документ за идентификација на банкарските клиенти, покрај личната карта може да биде земена предвид и патна исправа пасош. Од тука граѓаните кои што имаат важечка патна исправа, а немаат важечка лична карта, услугите и производите од својата банка или штедилница може да ги користат со приложување на важечка патна исправа, објаснуваат банкарите. При тоа, како што велат, се имаат предвид и законските одредби, согласно со кои важноста на одредени патни исправи се продолжува до 31 декември годинава. Во случаите кога граѓанинот, клиент на банка, штедилница не поседува ниту валидна патна исправа, ниту патна исправа со важност продолжена до 31 декември, ниту пак валидна лична карта за користење на услугите и производите на банката или штедилницата на кој што е клиент, ќе може својот идентитет да го потврди врз основа на увид во матичниот број на граѓанинот, наведен во потврдата издадена од Министерството за внатрешни работи, каде е поднесено барање за издавање на нова лична карта и дека постапката за издавање е во тек. Конкретно станува збор за потврда која што редовно се издава при аплицирање, фотографирање за нова лична карта, објаснуваат од Македонската банкарска асоциација. Банкарската асоциација известува дека сите банки и штедилници веднаш започнуваат да го применуваат ваквиот начин на идентификување. Ова е за клиентите кои што немаат валидна лична карта. На тој начин се овозможува непречено користење на услугите и производите.